Добар ден, гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е основниот јавен обвинител Гаврил Бубевски. Обвинителе, 4 години од автобуската несреќа кај Ласкарци се уште нема судска пресуда. Неколку вештачења, неусогласени заклучоци на извештаите. Имате ли механизам, вие како обвинителство, да превенирате вештачењата да бидат главната причина поради која 16 семејства кои што ги изгубиле своите блиски во несреќата се уште не ја дочекале правдата? Сметам дека од јавното обвинителство во целост е испочитувано сите рокови кои што му стојат како предизвик за постапување во една таква постапка со таква трагична последица, која што има со таквов набој и од страна на јавноста и едноставно што јавното обвинителство чувствува потреба сето тоа на крај за тие луѓе да ја донесе правдата. Сепак се разбира тоа треба да биде преку судот кој што ја дава конечната одлука. Сметавме и на почетокот, значи обвинителот кој што го работи предметот, дека со тоа вештачење што тој го наредил, со тие стручни мислења, целокупно опфатени сите можни аспекти на сообраќајната незгода, дека е доволно од фактичка гледна точка, доволно е разјаснет тој настан и сметавме дека има основ и да се поднесе обвинение за сите лица за кое што се денеска предмет на обвинение и надвор од разумно сомнение да се очекува осудителна пресуда. Во текот на постапката, тоа е контрадикторна постапка, одбраната си даде некое свое по нејзина наредба си даде некое свое вештачење кое што таа го приложи од стручни лица нормално, кое што обвинителство повторно сметаше дека не е спротиставено во клучните аспекти по кои што треба да одлучи судот за целокупната фактичка состојба, но судот донесе одлука да се направи едно супер вештачење, веројатно на него и најтешко му е судот, конечната одлука треба да ја донесе. Во тој контекст одлучи дека треба со едно супер вештачење, по она што го јас имам прилика да го видам од супер вештачењето, сметам дека тоа нема одговорено на тие прашања на кои што веќе има одговор. Вештачењето што приложено од јавното обвинителство во својата наредба и сметам дека тоа нема да ја промени фактичката состојба во однос на она што го има заземено како став јавното обвинителство, сепак на судот е последно. Значи, сметате дека не постои во најмала рака и теоретска можност дека супер вештачењето ќе го смени текот на судскиот процес и дека вината ќе падне само врз возачот? Од аспект на јавното обвинителство не гледам причини да го смени. Обвинителят откако апелација ги врати на повторно судење предметите Таргет, Тврдина и Трезор, во кои меѓу другото обвинете и екс-шефот на УБК Сашо Мијалков, постои реална опасност од застарување на делата. Дури и предметот Титаник 2, кој што вие лично го водите, во кој исто така е осуден Мијалков, застарува во април годинава, доколку до тогаш пресудата не стане правосилна, значи постои опасност тој да се спаси од казната. Како вие како обвинител се чувствувате и што за вас значи еден таков епилог на настаните на предметите на СЈО од кое бевте дел и вие? Исто како и секој граѓанин во оваа држава. Нормално дека сите оние што се бориме за правдата, за правичноста, за нешто што треба да донесеме да се одговара, во суштина тоа е кај нас суштината. Мора да има одговорност за тоа што некој го направил. Овој институт во овој контекст сега ни прави одредени проблеми. Тука има многу објективни и многу субјективни фактори. Еден од објективните фактори е и короната што зафати 1-2 години со тие судењата. Меѓутоа има и субјективни фактори за кои што ќе си се произнесат надлежните институции. Сепак сметам дека во контекст на Таргет Тврдина тоа нема да доведе до таков епилог, затоа што имаме сериозно време во кое што може да се произнесат сите инстанции по однос на
овој кривично правен настан кој што го третира тој предмет. Да, но токму тие предмети беа прилично обемни во првото судење. Околу 2 години ми се чини дека траеше. Дали само короната беше причина поради која толку беа обемни процесите? Сега не можам детално затоа што немам учествувано во судењата конкретно, меѓутоа таму имаше и доста лица кои што беа оштетени од тоа дејствие на прислушкување, испитувани повеќе сведоци. Тоа секаде не е само во Македонија, во било која земја во која што се води такви процеси, тие процеси траат. Тие се процеси кои што директно ги напаѓаат основните постулати на едно општество и тие процеси траат. Меѓутоа, по мене, во овој случај, можеби би требаше апелациониот суд, ако веќе имал дилеми во однос на фактичката состојба одлуката, веројатно требаше во овој контекст и да отвори расправа и да го дорасправи предметот за она што му било проблематично. Во врска со Титаник 2? Во врска со Титаник 2 роковите тука постои поголема бојазност во однос само на обвинетиот Сашо Мијалков, во однос на другите обвинети постапката нема бојазност, нема опасност од застареност на нивните действија, но во однос на обвинетиот Сашо Мијалков има опасност, како што кажавте и вие, тоа е некаде април, но пресудата основниот суд ја изготви во брзо време, можеби во овој случај и очекувам на крајот крајава дека во овој случај ќе има одлука во рокот во кој што е предвиден пред да настапи застареност за обвинетиот Мијалков. Кога зборуваме за застарување, нели, за таа опасност реална од застарување на делата, ете пред неколку дена случајот со екс-цариникот Даравелски, исто така случајот е вратен на повторно судење. Дали ве изненади вас како обвинителство одлуката на кривичниот суд и образложението на Даравелски дека не знаел дека е осуден? Ние како обвинителство добивме прво да дадеме свое мислење за однос на барањето за повторување на постапката. Сметавме дека барањето за повторување на постапката по тој основ по кој што е побарано е задоцнато. Значи поминат е рокот, дадовме негативно мислење, со тоа што оставивме на судот да си одлучи за евентуално преземените меѓународни обврски доколку давале одредени гаранции за повторување на постапката, со оглед дека јавното обвинителство такви гаранции не давало. И тоа беше нашето мислење. Судот донесе своја одлука во која што сметаше дека рокот не е поминат, односно дознавањето за пресудата го рачунаше, не знам, мислам дека беше во рокот од 1 година од кога дознал. Поднесовме жалба, стигна одлуката дека ја потврди одлуката на кривичниот совет на основниот кривичен суд. Со тоа мислам дека застареноста за кривично гонење со повторување на постапката е веќе за овој обвинет завршена работа. Но значи треба да се разгледа убаво предметот, можеби и веројатно ќе има простор овде да се оди директно само на конфискација на имотот и имотната корист, затоа што таа не зависи од застарувањето и ќе видиме со надлежниот обвинител од кога би се констатирала таа застареност, да се почне постапката за конфискација на имот и имотна корист, која што е независна од ова. Обвинителе, наскоро почнува судењето и за предметот за Жан Митрев, против кого и него и неговата клиника нели поднесовте обвинение за измама. 283 пациенти се пријавени како оштетени, дали во меѓувреме се зголеми бројот на лица кои што се чувствуваат како оштетени во овој случај? Да, и тој број сигурно и ќе се зголемува и во меѓувреме е зголемен, меѓутоа во моментот се располагаше со тој број на оштетени лица за кои што имавме искази, односно вербален материјал кој што укажуваше на обележја на кривично дело измама. Ке видиме сега во судница е сепак
сепак она главното што ќе се случува, таму ќе се соочат аргументите и на обвинителството и на одбраната и ќе видиме на кој начин судот ќе заземе став во однос на измамничките действија за кои што обвинителството смета дека ќе ги докаже надвор од разумно сомневање. Како што кажав, тоа е стандард на докажување во според законот за кривична постапка. Но во меѓувреме, обвинителе, довербата во правосудниот систем, наместо да се зголемува, таа се намалува се повеќе и повеќе. Според вас, која е причината за таквата перцепција на граѓаните? Значи, ова може веројатно ќе можеме да збориме и цел ден за кои се причините и сите можеме и да се нагаѓаме кои се причините. Секој сака да имаме во оваа држава, барем поголемиот дел од граѓаните се надевам, сакаме да имаме еден праведен, еден правичен систем во кој што ќе имаме одговорност за сите, меѓутоа за жал последните години не само по вина на правосудните органи се донесоа прилично крупни одлуки во оваа држава, кои што на еден начин ги засегнаа и постапувањата и на правосудните органи, како што се амнестии и такви некои законски норми кои што оддаваат одредена имплицираат постапување на правосудните органи во насока да луѓето го доживуваат тоа дека не е правдата. Дека не функционира правната држава. Дека не функционира правдата. Тоа може би е еден аспект, веројатно најголем дел од вината лежи во нас самите, во однос на сето тоа, меѓутоа сметам дека сега е моментот ние како правосудна фела, како обвинителство, како суд да се издигнеме над се ова, затоа што веќе јавноста очекува од ова нешто да биде. Но изборот на некои јавни обвинители дополнително ги подигна, да речеме, сомнежите кај граѓаните дека не функционира правната држава. Дали на крајот може да заклучиме дека политичките врски, а не стручноста, се клучни кога се избира функција обвинител? После низата афери кои што ни се случија. Па, еве конкретно колегата Абази, ако веќе на неговиот избор беше доста. Ако го гледаме тој избор е до сега во контекст на начинот на избор на сите јавни обвинители во Република Северна Македонија, тој избор е на обвинителите. Значи, тој избор најмалку има простор во таков контекст да се толкува. Да, но фотографиите на обвинителот со партија која што е, нели, на власт, со челници од таа партија, со луѓе кои што со таа партија, не е баш многу. Тоа јас и не можам нешто повеќе да кажувам, ова е држава во која што може да се појават такви фотографии, и не само ова, и во Америка ќе се појават такви фотографии, сето тоа мислам да се фокусираме на она што човек го работи. Пред се интегритетот на една личност и независноста во однос на тоа. Овде аудирате веројатно на независноста, меѓутоа јас мислам дека треба во овој случај да оставиме шанса. Моите впечатоци сегашни се дека тој дел од својата одговорност и сето тоа го извршува на најдобар можен начин од кога е поставен на таа позиција, односно од кога е избран од јавните обвинители. Обвинителе Бубевски, ви благодарам за разговорот. Благодарам и вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме за 7 дена. Довидување.